Абе, ова комбето познато да не ви е. Че не ме собери некоја кола. Оне со ранецо нагоре мислев дека кумбата го пуштивте, бе кај сте? О, здраво! Што правите вака грешно паркирани? Еве, чекаме. Ќе ни извадат одма. Ќе стигнеме на време? О. Ајде. Чекај се, кумбата ми вика. Кажи? Кажам само да се оправдам, пошто сме грешно паркирани, ти грешно премина. Не може да направите, чекај да ја најди, имам рачкава и да влезиме. Амо, ова однатре ќе сака да се отвори. Однатор се отвораме. Нејчи. Чакам, антимеженци ноги. Колку да бидам груп? Не е клавиатура, брата. Затвараше, брата, да бе. Ми завите. Што стори ова комбето? Затвараше, брат. А кај сте? Драги Рамбо. Раги Драмбо. О, еве ги остана тие дел од екипата. Пуштай кафињата. Имам, да. Ја сега ќе носе. Реков, ама ќе ме чекавте. Абе, кај Јоцо има... Hello. Кажете кај. Одиме Демир Хисар. Со нормално нашата представа Европа или смрт. Зошто баш Демир Хисар? И дали ќе се вратиме од таму? Ќе видиме затоа што дамна немаме играно таму, не знаеме како ќе биде гостопримството, ако не Бендиса, зошто да не би останале и некое време. Да, немаме направено проба од македонски брод, кумба како се споминавме вчера на проба. Лудо и незаборавно, морав да ги извадам сите лошотилоци што беа собрани во мене. Тоа не беше проба, иначе беше лакрдија. Лакрдија, да. И умев. Одиме до Кајоца да се натовариме и нема да гледате реприза од македонски брод. Секоја представа. Абе, не карај, снимам. Родители имаме таму. Имаме и родители во комбето. Лена сака да каже дека и на стари години било витално. Ајде се примаваме. Ленче, дали ти го еволуира твојот лик во представата? Еволуирај не, а бре ова не еволуција, не знаш што е. Нема да биде истиот лик што го гледавте во Да, македонски ми брод. инсистира малце да го сменам. Ама ќе зашто да видиме, не? да. Ја ви Иначе задам. вчера се имавме, ама проба немавме. Не било ти убаво беше. Што ќе направиме, не знаеме. Убаво беше. Драга публико. Ќе не гледате, сам ќе Ето си го видат така, да треба. гледате. Следен град ќе биде Битола? Јесте, обавезно, значи намерно вака правиме за Битола да биде најдобра представата што може. Точно, значи бевме македонски брод, сега Јес. ќе име Демир Хисар и сетне ми идеме Битола. Сјетне, чекајте не, берено е. Берено гадиње. 15 минути сега име овде Јоцо го нема. Кај си бе, Јоцо? Што преш мораш да те нема во надворешните предели, јас да те барам со камери. Вие се спремате за едно, ја се спремам за друго, си правам приколиче за на ТВ-то. Ајде да го видиме. Ќе садам тутун, брате. Ќе садиш тутун. Дај да видиме какво приколиче прави Јоцо. Чекај после да каже. Ого, кај си брате? Таман, Тутуни ќе куваш. овде бери вака внатре, 2 крошни. Со тутуни ќе си носам тутун. Субвенции колку пари ќе види тоа? И не знам, брат. Не плаќат се во последно, имаме малце борби, ама ќе платат. Готово. Овде тутуно ќе бариме. Тука тутунот ќе бериме. Еве ги ове останатите овде се некаде. Кумба од кај ти се долните куси пантоли? Тему. Тему. Добро. Прашаме за патиките. Те прашам за патиките. Тему. Друго што имаш од тему? Не кажувам. Идам по тебе, дур не кажеш. кажувам. Сега по тебе идам. Еве Реја. Реја дали е од тему? Сакам да се пожалам, ама не пред камера. Од тему. Ајде, земи ја камерата и позади камера, пожали се. Го пишав твојот код вчера, што сакав да нарачам, само шминки клепки ми дава без пари, ништо Ама друго. тоа ти дава прво што тоа што најмногу имаш барано излез Немам шминки, барано клепки. шминки, не, едно радио ми даде и само шминки и клепки. Зависи, тоа е цела голема листа, кумбе требаше да Ја излисташ надолу. излистав цела. И цела ти беше. И само шминки беше. Кумбе тоа имаш во алгоритмот што да ти прави. Кога внеси в друг код, на другиот код немаше шминки. Таму имаше поќе тарабуки. Еден код имам. Значи до тие што ти го отворат кодот, значи го отворат валја матурантки за шминки, за Можно е матуранките да го имат отворено, појма немам. Ама тоа е кодот и 0 денари е, тоа е вистина. Така ли е, Елена? радиото ми го даде, право смукалчето и се друго беше фустани, штикли, шминки и клепки. Веројатно тоа ти фали, кумба. А шминките ги дадовме? Една чаша вода да се освежиш малце? Не, кафе, само Кака? кафе.
направено кратко еспресо. Шеќер 0, да го откори. Точно, ајде кафе да пиеме и да се товариме. Мислам дека се зедовме, ве тргнавме, назад сме натоварени. Спремни сме за Напред сме натоварени. Ма нешто е тенда идеја. Таму гледам некој знаме вака на рефлексија. Да. Мими, да ти се врачи еден поклон треба тебе. Што е ова? It's not what you think. Use protection. Ау мори. Што е вако? Korean chicken and beer. Кумба што е ова? Не е презерватив, така? Јас мислам дека е некој онакво влажно марамче, а? Многу е коцкесто за да види кондом. Use protection. Не знам што е. На крајот од влогот ќе откриеме што е ова. Кај сме, кумба? Демир Хисар. Ништо не се види, ама ја што не се. Кажав. Значи некој од инфлуенсерите одат во Париз, ние одиме Демир Хисар. Зошто да не? И прекрасно ни. А Париз нема толку природа колку што има Демир Хисар, драги мои. И толку што Париз има толку семафори колку што нема Демир Хисар. Точно. И кумбата е гладен и негде мора да јади. С Демир Хисар сакам да кажам има семафори. Демир Хисар има семафори колку што има Париси во светот. Да, кој од нас ги памти семафорите во Демир Хисар да работат? Јас не мислам. И јас не. Никој од нас не ги памти? Најн. Никој не ги запамти. Ама се убав декор во секој се убав случај. декор. Ај нека да. пишат во коментар која година последно работеа семафорите во Демир Хисар. Многу битна информација, тоа што треба да се сподели. И да го поздравиме Гоце Тито. Фала. Кафе ќе ви купам од печичко, ајо, цигара, ритуалите да ги степате мора ви. Мора цигара се Па пред запали. врата пак цигара, ако Се треба, снегваме ли што значи. правиме? Е, ако се отворена врата, малце ќе се повозиме. Пак да ни пишат коментари, не безбедни сте во сообраќајот. Еве вака, како личи. Еве го домот на културата, Илинден се вика домот на културата во Демир Хисар. Малце фативме во банкината. Ај се една кума. Вратата е потешка од животот. О! Гледајте каков крив кров има кровот во Демир Хисар, во домот на културата. Да ми се представиме натре во домот. Ајде да видиме, со да гледам и плакат. Има и плакат, има и луѓе. Еве го, Европа или смрт, комедија во преговори. Значи, овде е денес, во 20 часот ќе се игра представата Европа или смрт. Веќе се не собрае луѓе кои што сакаат да не гледаат, не дзиркаат. Ќе се отепам. И што сакавме кажеме за представата, дека денес ќе се обидам во овој влог ваш и наш да направам неколку снимки и од самата представа, да не биде дека само нас не гледате пред и потоа. Така ли е, чурук? Имам влакно на носо, а? Ето, го и тргнав. Еве сцената, можам да кажам дека прилично е голема. Има и доста места за публика, не знам колкав е бројот ќе кажат. Гледам дека и акустично е третирана. Така да Демир Хисар, браво. Изненадува како то технички би изгледало и добро озвучување. Така да ја се грижам за аудио делот на представата. Еве овде ќе работам, тука ми е миксетата, кај патериците. И од тука ќе ги гледам гунците. А и од овде ќе чкрапа. Ето така. Чекај се овде назад зад кулиси. Еве ги дат реквизитерите од екипата. Добра е сцената, кумбе, прилично големка. Ево, јас едно од најубавите сали ми е Демир Хисар? Демир Хисар, Да, да. убава вистина. и висока, голема, Да, има баш е профил. чиги, публиката преубава. И Баш е горе профил. имат кабини, што Ложи или кабини технички? многу други, да речем, и поголеми градови. Кабини технички, да. Кичево, Да. грех, се распајде. Не, мој така да збораш за Кичево, кумбата збора глупости. Не зборам А за јас Кичево, снимам. зборам за салата. Што имаш против Кичево? Што треба да се среди. Ете така, одиме. Да. Што правите? Да. Спуштате чиги? Ја. А, сила треба, теке ова. Ајде, тргај.
Еве, чигата доаѓа. Уште малку. Ајде. Уште малку. Добар си. Убаво е? Вака е супер. Да. Убаво заличи. Ето, сега се мести сетот. Да се наместиме и ќе ви снимам како личи. Што ќе прави чурук? Ќе пе, ќе се смее. Е, така. Ќе пе. Еве сцената веќе се намести. До сега чиги местевме, плат напуштавме, жива вода се ставивме. Дуле, дали е се спремно? Не. Не. Шише нема ленче. Ебе, 16 шишиња донесовме. Не е задоволно од шишето? Аман какви Ќе шишиња се бараме кадина. друго во друга форма. Стаклени да бараме за домата. Васе подсмирија испаничена е, Васе. Добро, се е спремно. Плей. Кој сеги има, бе? Еленче, кој те нервира? Кој сеги има? Кој сакаш да степаш? Снимал. Море не сум јас научена на инфлуенсерство. Абе, ајде учи се. Вака ти де камера пред тебе, што ќе правиш? Не можам се она, се шашчисувам. Еднаш ова песна? Шашчисувам. Села баба у балон? Чекай ми мислех да се концентрирам. Паника имаш. Паника. Тоа е што да ви правам. Види ги што прават. Не знаат кај тераат. Ајде, бе, прости. Ајде, фанови, пред представа. Ајде, кумбе. Ај, брат, дојме на кафе, помина денот. Ја уште кога ги видов си велев за тој да. На срам бе, како срам. Кумба, дали знаеш во која близина се наоѓаме? А? Дали знаеш во која близина се наоѓаме? да. Во? Близина каде што јас сум роден тука. Кај си роден, бре? Од оваа страна тука. Овде си роден. Зашто си роден овде? Ментално сум роден. А, ментално си роден. Молам? Еве сега тоа велам, да. Овде бил роден кумбата. Во оваа болница. Ментално. Прајте мајтап да нема некој во дворот да се шетка онда. Да не излези. Така рече. Матичен онде му кладове. Да ти кажам право, на вако воздух овде и преуба природа, хубаво е да дојдеш да си изрекаш малце. Ајде па скраја малку кола врви. Ти слушна кај бил роден кумбата? Каде? Овде назад. Каде? Назад овде. Овде назад. Аха. Ој, во? Шво. Еве го Демир Хисар, какво знакче има со срценце, за разлика од Битола не е ичпртан, е чист. Браво за Демир Хисар. Кој да ти отвори. Ќе ја сечиме тортата вечерава таму. Ќе јадеш торта, кумба? Не, Шо? јас јадам само. Само шо? Ано. Елена, шо е ано? Не знам што беше муабето за оно. Скеч имавте снимено. Имавме, ама кој памти? Во наше време. Ја потиснуваме таа меморија. Тој што разбира психологија знае. Кумбата дека роден е овде, ја знае психологијата. Ежито Битола, од која нам видено. Ајде. Ми јојме наваму, че да не земи некоја кола. Како се вика кафичо? Сити. Значи, едиме во Сити во Демир Хисар. Штета што не е таун. Значи, сега еве дојдовме овде сме во Домот на културата, тука веќе е оформено музеј на радиото Демир Хисар, така? Општинското радио на Демир Хисар. Чекај, се ќе влеземе први во кабината. Дали функционира прво прашање? Музејот функционира, да. А радиото како радио дали функционира? Радиото како радио не. И од тука некој се воделе емисии? Да, на времето радиото си постоело и се емитувала програма, значи во етер долги години. 22, мислам. Да, и микрофоните се антика. Од кизне кога се? Како што се приватизирале нели сите радиостаници во државата, така и ова радио го фаќа истата таа судбина, да оди под стечај и да не емитува повеќе програма во етер. Да. Овде се веројатно екипата што работела во радиото. Да, дописници кои што работеле во некој... И тука се гости, гледам Топурковски,
Халилин, GP Стојанандов, Тито Петковски, Борис Некои Трајковски. видни политички личности Да. кои што си биле гости тука во Демир Хисар на општината. Да. Домот. Тука гледам некоја аудиомиксета на лампи, лампашка, значи со потенциометри на вртење. Рачна изработка. Нарачна изработка, таа е една од првите, значи кои што се користеле тука во радиото. Јако. Тука гледам грамофони и видите колку грамофонски плочи има долу. Премногу. Ова е богатство. Ова е со магнетофон, да, со котур, така со котураш. Многу јако. Значи се ова што може да се види тука се користело во еден одреден временски период во самото радио Демир Хисар. Идеја за правење на една ваква музејска поставка е од пред 3 години, заедно со последниот директор кој што бил тука на радиото, господин Благој Шиндовски. Решиме ова идеја да ја претвориме во јаве, односно се она што било тука Да се биде изложено, да да. биде изложено и повозрастните генерации да се подсетат на ова нешто, а новите генерации научат како било, да. научат како било. Дали функционална е опремата уште? Некои работи се функционални, некои не. Некои планираме сега да ги ставиме во функција. Односно, од следнава година сакаме ученици да доаѓаат тука и на пример на часот по македонски јазик да направат некој сценарио за радиоемисија И да се тука пробат. да може да се пробат, Да. останатите дечиња преку апликациите кои што ги имаат на телефон радио, Да. на фреквенција да се приклучим и да И слушаат, да видат да видат што се тоа дешава, да, како функционира. функционира. Овде гледам многу касети дека има и премногу песни веројатно. Дали се дигитализирани или дали ќе се прави нешто такво? Дел се дигитализирани, дел во моментов се работи на дигитализација, дигитализација на да. сите тие емисии кои што се емитувале на аудиото. на радио телевизија Демир Хисар, бидејќи во едно време Да. функционираат и телевизија. Еваков Истимов кебаба ми и не знам кај ојде. Некој го собра. Овие се теренски веројатно рекордери. Да. Еве со касетче. Колку мало е касетчето, еве го мојот палец, еве го касетчето. Ова е војничко нешто, а? Да, го користеле на терен, значи кога оделе новинарите. За на конекција. терен, Да. Многу јако. Куцачи машини. Големи камери има. Со 3 дулбини. Да, како што кажав, значи Филмска камера. да, во едно време функционира и телевизија Демир Хисар и сето тоа се користело и Значи радио телевизија практично да ова. да. Радио телевизија Демир Хисар. Сега нема никаков медиум во Демир Хисар? Сега нема. Тука значи на овие форекси да се прикажа на самата историја како Да. од почетокот до згаснувањето на радиото, луѓето кои што биле новинари во еден дел на Да, сите што имале некаква историја тука поврзана со радиото. И телефонски имени ќе го гледам, и тоа е многу јако. Пошто денес, мислам денес немаме луѓе вакви. Мислам да нема. Сите имаме на телефон. Точно. Многу јако. Морам се едно стори да направам. Ете, на кратка обиколка во овој музеј. Ако сакате, ќе си дојдите во Демир Хисар, во Домот на културата се наоѓа. Чекај малце овде да дојдам на светло. Значи, прејако беше во музејот радиото. Ки знам колку сум грд сега на ова светло, ама тоа е. Не знам колку вас ве бендиса, ама јас наежен дојдов од таму. Не знам зашто шептам вака, уште не дојде на публиката, ама ќе биде за брзо. Иначе тука се спремале на ова е задбина. И еве како ќе биде, овде се спушта завесата. Кој ќе да биде публиката, ќе се крени. Ете го Јоце и Гене се тука спремни, Тина ни е тука. Махнете на камерата. Се гледа? Да. Ето така. Иначе бев во музеј радио ме однесоја сега. Никој не ме перцепира. Значи, во музеј радио ме однесоја до сега бев. Да? Ви треба? Овде. Овде. Овде, ваму, во джепо. Ето овде ке миксетата ќе си живееме. Јас и Јоцо овде ќе живееме.
И јас. И уште едно столче да му најдеме на Јоцо. Ајде да го сместам едно друго и после ќе ги кажуваме впечатоците за радиото. Како иде Јоцо? Јоцо, че потргни се видам што снимаш? Да видиш што снимам? Да. Ајде да видиш. Овде некој две баби. Први што гледа да публиката не може да седат. И срцките знаеш што рекоја? Многу убави се песните, рече за валцер, за да станиме двете тука да се развртиме. Добро, спремни сме, кај да ќе почне публикавање. Ајде мене. Сядиме по една цигара, палиме, ко луѓе и да почнеме работиме. Мислам, веќе време е. Ајде, да видите како. Ако се гледа нешто во овие темниците. Жи. О, ме здрави. Чекам малце да ги насмеем, да му ја кажам публиката. Публиката да му ја кажам. Публиката. Овде поубаво се гледа сега. Ило. Речемо толку луѓе има во публика. Сакате да видите колку луѓе се на полна салата? Па гледајте. Дали ја снимаш жара? И знаеш што е најакото? Леле дете шубаја ми вика музиката да му вика муба сега да станеме двете тука на средна валцер да се развртиме. Теку 3 до 27. Надвор полно е деца. Да? Да, ајде да видиме надвор што има. Ти не сакаш некиш на камера да си што ти прав. Еј, овде заклучени сме. Го закинав сега камера. Да, сега отворам, еве. Се полни. Се полни. Што правиш ти? Инфлуенсер се направиш. Тишина, не кажувај. Не кажувам. Публика знаеш колку има? Многу. Нече многу. Чувај ја малку ти ми се разбира. Ајде да видиме, сега ќе ги уплашам овде со еден ефект што имам кој ќе почне представата, почнува со еден звукосообраќајка, свеста ќе му е за цела публика на цела снима да го рокна. Се направи попара публиката. Се закинам. Мене ми се смееш. Ајде да видам барај го. Еве. Оп. Што мислиш? Ајде излезе. Публика. Оп. Ајде оди надеш. Чудам. Сакам да видам Од средина да излезам. Абе, од средина, од каде излезиш? Абе, ќе мислат почнат да шлукат, абе. Па нека почне, чо? Ќе му направиш вака. Што ќе му кажам? Здраво. Ја Ќе ќе си пе седнам. и ќе се смее. Се пријавив на кој. Ако ќе излегваш на стена? Не немам проблем јас. Абе, ми е да почнат да шлукат, ќе мислат. Ако ве доведе на А вие представите таму? Не. Првиот аплауз ти земи му го. Значи пати си на представите. Ќе моја, не ми чуват ми. Нека седи да не го гаснеме тоа. Само овие не знам дали ги пуштија светла. Че да зирниме. Со автоматик вози. Знам што ти треба. Знам што ти треба. И јас знам што ми треба. Не, на тебе ти треба една руба масажичка. Легни. Ми треба масажа, сестра. Ми треба масажа, да. Сега, ако ќе дојде еден чичка. Ама, сестро, јас сакам масажа, оти не сум греалта. Што сам ти глупене? Прекини да се мешаш во се. Јас прв си побарав масажа. Абе, никош во животот стварно ме немаш фатено само... Види се кој да те крени сега, 6 души треба да викниме, дајте да не окрениме. Куме! Шо бе? Ние сме бато многу мирни луѓе, знаеш. Таку бе, зато не шибат од сите страни. Кој? Ајде да направиме план.
Стојте, не бегајте, селфи да направиме. Заврши представата, хаос, публиката уште излегва. Опа! Од сите страни луѓе излегват. Тоа беше Европа или смрт, ова беше влог, а јас се надевам дека ќе имам уште некоја содржина да ви подснимиме, за да ви кажам шо е како е. Зошто е? Чуро како да не би се. Alles gut. Слаптонец партал, ја направивте слаптонец. Овие двајца се вистински пациенти, брат. Не е ова вистински пациенти. Малце утнавме на некои моменти, ама тоа само ние си го знаеме. Сега публиката прв пат кој ќе гледа не знаат за такви работи. Ајде да се ја собериме премата и после ќе ви се јавиме на некој друго место, ви кажеме што, зошто, како, леле како сум светам цел. Многу е грдо светлото. Не сум толку грд колку што сум на камера. Сега во моментот. One eternity later. Еве јас и Дуле овде седиме во дворот кај мене. Во дворови. Дуле. Поздрав јас. И овде го имаме, ова што рековме ќе го откриеме на крајот од влогот. Точно. Ова не знаеме што е. Да, тоа беше иначе да подсетиме поклон од кумбата за Мими. Да. И треба да откриеме ни што е. Use protection is not what you think, вели. Soju bar, Korean chicken. И ова не знам што е, end или? Да, end beer. NB. Значи, Дуле ќе го отвора свечено. Се надевам се гледа. Се надевам ќе го отворам без да го оштетам. Ке нешто има внатре. Така, културно со двете прстина извлекуваме. Јарно реков јас, шуева бе најлонче. Јас мислев шамивче. Не знам. На раквици. Значи тоа поклонот од кумбата за тебе беа на раквици. Одлично, благодарим. Ете ги на раквиците. Фала кумба. Може да си ги облечиш одмah. Која? Десна клавиша, јас ли? Па десна, не бе десна со десна. Така се поздравуваме, така. Како да го оставаме телефона за да гледате? Нема врска, веќе си клаваме на раквиците со Дуле. Може ми на кумбата да му пуштиме. Да. Значи, јаве ги кладовме на раквиците со Дуле и сега ќе се поздравиме. Фала Дуле за влогот, мило ми беше. Чао. Чао.